Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филип Бастер. Наш вечерашен гостин е пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН. Добро вечер, господине Левков. Добро вечер, ви благодарам за поканата, се надевам дека ќе имаме интересна емисија. Вака, вие денеска пред неколку часа одржавте пресконференција. Главната поента беше тоа дека Заев и Филипче со денешната одлука за новите мерки признаа дека свесно ќе се жртвува животи човечки дополнителни за пописот. Еве денеска заедно со целата јавност видовме дека од владата излегува со нови мерки кои што ќе важат од утре. Практично имаме зголемување на полицискиот час кој што ќе трае од 20 часот. Имаме мерки кои што се насочени против угостителите, целосно нивно затворање и гледаме една целосно неконзистентна политика која што се гледа дека ја водат луѓе кои што буквално не знаат каде терат. Затоа што и во текот на месецот март и неколку дена пред ова да излезе, односно последните изјави на Венко Филипче беа од 33, каде што практично велеа дека дополнителни мерки не се потребни затоа што се наоѓаме на пикот на третиот бран. Дали целта беше да се протурка оној фингиран попис кој што планираа да го изведат, дали имаа некои други планови, дали сето тоа беше за оние избори кои што ги организираа социјалдемократите или поради нивната целосна неспособност, се до денеска практично не убедуваа дека нема потреба од мерки, за да видиме на целосна ескалација на здравствената ситуација, да видиме ескалација и по бројот на заболени, меѓутоа за жал ескалација и по бројот на починати. И еве гледате дека според повеќе светски и меѓународни реномирани институции и The Economist и Светската банка, Македонија се наоѓа во првите 3 места по така наречена прекумерна смртност или бројот на excessive deaths. Според нивна методологија, тоа е прекумерна смртност, односно смртност која што доколку бил поажурен здравствениот систем, воопшто не би требало да настават тие случаи на смрт. Меѓутоа, за жал, целосната неспособност, уште еднаш ќе кажам, на Венко Филипче, па и на премиерот Заев, затоа што одговорноста за раководењето на државата сепак е на тие луѓе. И додека ние целата држава практично ја дадовме нашата целосна доверба за раководење со кризата, гледаме дека од ден на ден се менува таа политика и за жал секогаш е тоа на штета на обичните граѓани, а од утре за жал ќе биде на штета и целосен колапс на економијата. Ете, видовме дека и СДСМ се одржаа внатре-партиски избори. Врв на демократијата, како што... Врв на демократијата, во на светска пандемија. Вака сега, еве, искрено да ве прашам. Корона кризава до сега, од коронавирусот, како последици се починати, речиси, 4000 луѓе. Секој дневно сме сведоци на повици на социјалните мрежи, каде што се бара место плюс во болниците. Цел овој период илјадници граѓани се сместени во приватни болници, каде што се наплаќаат неколкократно поголеми износи. Велат дека да, здравството е бесплатно. Еве, ја лично би ги подсетил и министерот Филипче и премиерот Заев дека здравственото осигурување не е како вработени, ми го плаќаат компаниите, фирмите каде што сме вработени. Кој ќе понесе одговорност за се ова, која земеме предвид денешнава изјава на премиерот Заев, кој што се пере од се и вели дека он нема да сноси одговорност и нема да побара одговорност од никого за се ова што и се случува на држава изминатава година и нешто. Видете, ние живееме во целосно, апсолутно дистрофиско општество, каде што имаме целосно нарушено на принципите на добро владење. Имаме целосно нарушување на тие принципи, односно немаме воопшто никакви принципи, затоа што немаме никаква одговорност. И сега се случува оно што се случува, односно денеска се воведуваат мерки за од утре, мерки кои што ќе действуваат онака како што ќе действуваат, односно целосно поразително и врз економијата. Не знам колкави резултати ќе дадат, затоа што дозволивме веќе болеста да дојде до одреден степен на
на развој каде што ќе биде многу тешко тоа да се спречи. Зошто? И сега кога на пример обичниот човек ќе види дека опозицијата реагира нели на овој начин, ќе си рече па дали опозицијата е против уведување на поостри мерки. Тоа воопшто не е во прашање. Овде имаме други проблеми. Постојат активни мерки кои што владата и министерот Филипче не успеа да ги спроведат. Значи во изминатиот период воопшто не се почитуваа оние протоколи кои што беа воспоставени. Имавме и се уште имаме целосен хаос во општеството. Например, во кој сегмент да погледнете, вие ќе видите целосно непочитување на мерките. Зошто? За да не убедуваат дека можеше да се спроведе попис, кој што видовме дека не може, за да можат тие да се спроведуваат внатре партиски избори во кои што самите слушнавте гласале 60.000 луѓе на не знам, на 300 или 280 гласачки места. Јас се извинувам ако сгрешам, сепак информациите ги добив и јас од медиумите. 250 избирачки места, 60.000 луѓе кои што имале контакти и нема никаква одговорност. Во самата државна администрација постојат протоколи кои што ги донесе владата, кои што се вика редуцирано работно време, со кој што беше предвидено дека вработените во администрацијата ќе ротираат, ќе имаат редуцирано работно време за да се намали бројот на контакти и да можат просториите да се проветруваат. Па вие погледнете дека во администрацијата владата не успеа самата да си ги спроведе своите препораки. Односно, и слушателите знаат, во одредени да кажеме и јавни претпријатија и во одредени државни органи се работеше на еден принцип, во други се работеше на друг принцип. Односно, спроведувањето на така нареченото редуцирано работно време, владата го остави на дискреционото право на самите раководители. Раководителите, наместо Комисијата за заразни болести, која што патен, како што вие можете да видите медиумите, беше исчезната. Караджовски го немаше во медиумите еден огромен временски период. И вие оставивте протоколите да ви ги решаваат раководители, директори, управители, без при тоа владата да воспостави еден определен систем кој што ќе се одвива на територијата на цела држава, на цела Република Македонија. Да не зборуваме и на многу други места каде што не се почитуваа протоколите. Видовме прекршување на протоколите во банките, видовме прекршување на протоколите на многу различни места. И сега, како резултат на таа неспособност на владата прво да воспостави јасни критериуми кои што не зависат од дискреционо право, второ, да воспостави систем на контрола над спроведување на мерките, ние го имаме денешниот резултат, а тоа е неконтролирано ширење на коронавирусот во Република Македонија. Тоа е едниот аспект, а другиот аспект е секако поврзан со имунизацијата. Вие не можете да очекувате да имате намалување на бројката на заболени доколку немате активен процес на имунизација, кој што видовме дека кај нас во Македонија за жал не дека беше стопиран, туку беше целосно неуспешно спроведен и се уште неуспешно спроведен, затоа што еве и до ден денеска, сега сме 5, Македонија се уште нема набавено вакцини. Сите вакцини кои што ги добивме до денеска, според они информации кои што јас ги имам, сите се донација слободно, еве можете да ме демантирате доколку имаме набавено вакцини, меѓутоа јас мислам дека вакцини немаме набавено вакцини. Иако националниот оперативен план за вакцинација беше донесен уште на 5 февруари, со кој што се предвидуваше да започне вакцинацијата, практично ние сега започнуваме со процесот на национална имунизација, затоа што во самиот оперативен план за вакцинација во фаза 1, ако го отворите, ако проверите, ќе видите достапни од 1 до 10% вакцини за вкупната популација. До пред некој ден ние имавме вкупно достапно 11.000 вакцини кои што беа донирани, 8.000 беа од Србија, 3.000 беа Спутник, потоа во 2 наврати добивме донација од по 24.000 вакцини. Ако ја направиме пресметката, ќе видиме дека сега во моментот имаме достапно за некаде од 1,5 до 1,8% од вкупното население. А првата фаза, која што е поделена на две фази, фаза 1А и фаза 1Б, во фаза 1А се здравствените работници,
и 1Б се по старите граѓани. Значи, ние до добивање на 10% од вакцината, никој надвор од овие групи на граѓани не може да се надева дека ќе добие вакцина. И сега, спорајот процес на вакцинација ги донесува резултатите, а резултатите се огромен број на заболени и за жал, другата страна на паричката е целосен крах на економијата. Не знам дали знаете, еве пред некој ден ме контактира од одредени издруженија кои што од наши кои што работат на бродови, на крузери, ми информираа дека имаат околу 8.000 луѓе од Македонија, млади луѓе на возраст од 20 до 45 години кои што работат на крузерите, биле пуштени по виците за да работат на крузери и за да може да се пријават и било барано да обезбедат потврда за вакцина. Како тие луѓе ќе обезбедат потврда за вакцина? Значи сега во моментот имате 8.000 луѓе, ајде што поминале тие цела година без екзистенција, меѓутоа сега кога светот се враќа во нормала, кога ќе имаат прилика или шанса да го работат она што знаат да го работат, нашата држава Македонија нема да ја обезбеди вакцина, а со ова темпо тие нема ни да добијат вакцина и тие ќе бидат принудени да останат дома. Ако на тоа ја додадете бројката од луѓе кои што работат во угостителство, тоа се 30.000 луѓе кои што и од утре ќе бидат погодени со мерките затоа што некој не успеа да ги обезбеди почитувањето на протоколите, и ако видите дека невработеноста и без овие мерки владата на Зоран Заев успеа да ја зголеми за 51%, ќе видите каде тераме во моментот, и здравствено и економски. Еве кога сме веќе кај економијата, кажете ми каков е тој, слободно можам да кажам, игнорантски однос од власта. Денеска премиерот Заев требаше да има пресконференција заедно со министерот за финансии во 11 часот. Таа пресконференција беше откажана, а беше насочена за презентација што е постигнато со сите оние 4 пакет мерки до сега, за кои што премиерот Заев рече дека се одвоени 1.350 милиони евра, за потоа министерот Бектеши да не извести дека се потрошени само 350 милиони евра. Денеска таа пресконференција не даде образложение, се откажа. За потоа во 12 часот премиерот Заев да се појави на друг настан. Па ја видовте ситуацијата, петиот пакет мерки владата го промовираше на 16. Не, ве прашам каков е тој однос на премиер на држава? Да тргнеме хронолошки, ако можеме, тоа сепак не е хронолошки затоа што ќе започнеме од 16, а пред тоа претходеа и други 4 пакети, меѓутоа ќе направиме некоја комбинација. На 16 февруари 2021 владата излегува со и го промовира петиот пакет мерки. На 19 февруари го доставува во Собрание на Република Македонија. Понатаму јавноста е известена што се случуваше. Првата седница беше закажана на 23 март. Да, на 23 март за мерки кои што поминале на седница на влада на 16 февруари, а предлагач на истите е владата. И се обидуваше мнозинството, односно власта или Социјалдемократскиот сојуз и Заев преку различни структури да ја убедат јавноста дека опозицијата е виновна поради тоа што се случува кочењето. Ние јасно излеговме во повеќе наврати и кажавме, еве предлагаме специјална ковид седница за пакетот мерки. Видовте како реагираа, специјалната седница биле неприфатливи, ќе ги цитирам, неприфатливи и ултимативни услови на ВМРО ДПМН. За подоцна во четвртокот на пратенички прашања да видиме дека тоа воопшто не се ултимативни мерки, а таа беше ставена на дневен ред. Еве сега за жал тие се уште не се поминати. А во истите се содржани плати кои што треба да бидат поминати за месец февруари. Значи, ако ви имате законскиот рок за исплата 15 март. Ако имате неконзистентно планирање од владата, тоа неконзистентност и таа хаотичност се прелева во сите други инстанции и на власта, меѓутоа се префрла и се прелива и во самата економија. И за првите 3 пакети мерки и четвртиот пакет мерки кои што ги споменавте, видовте дека тие беа, како да кажам, бомбастично и ексклузивно најавувани како пакети со кои што ќе се спаси економијата, со кои што се прават огромни зафати и така натаму, и самите видовте кога излегува процентите
во сите 4 пакети имавме праг на реализација кој што беше под 50%. И во првите, оттаму се разликите во бројките каде што најавуваа една сума пари која што ќе треба да заврши кај граѓаните, меѓутоа, поради тоа што беа нетранспарентни, не беа добро објаснети, повиците траја премногу кратко и поради други некои околности кои што се случува со самите пакети на мерки, видовме дека тие се реализираа во едно темпо кое што, да кажеме, е неприфатливо, ако го земете во предвид дека и самата помош која што ја одвојува Македонија, како процент од бруто домашниот производ, е на дното од помошта која што ја издвојуваат европските земји. Значи, иако планираната помош е на дното според процентот од бруто домашниот производ, ние и на таа малку планирана помош, владата успеа да направи една катастрофална реализација, а со петиот пакет мерки успеа да го направи ова што се случува сега, освен медиумски простор во кој што и граѓаните, и стопанските комори, и бизнисмените очекуваат одредена помош, тие не ја добиваат. Впрочем, ако погледнете добро, ќе видите дека она што е петиот пакет мерки за економијата, всушност тоа е вакцинацијата за граѓаните. И со двете, да кажеме, постапки и економскиот пакет мерки и самиот процес на набавка на вакцини, всушност се базираат на едни лажни вести и градат лажни очекувања и кај стопанството дека ќе добијат помош и кај граѓаните дека ќе добијат имунизација. И двата процеси некако сомнително, синхронизирано се одложуваат. Последицата, гледаме дека за жал не само со огромни загуби, туку е плаќани со голем број на човечки жртви. А тоа е она што не може да биде надоместено. Денеска вашата матична партија обзнани нова афера, нов скандал, кој што имаме пристапи до тие документи, каде што големи наркобосови и криминални структури од околината, соседните држави и нешто подалеку, имаат добиено македонски државјанство, македонски патни исправи, со цел непречено да патуваат во странските држави, затоа што за голем дел речиси за сите има потерници од Интерпол. До сега не се огласија ни од МВР, ни од СДС. Сето ова што се случува во Македонија, целата ова ситуација, секој дневно сме сведоци на огромни скандали кои што во било која развиена држава, во било која западноевропска држава, владата веднаш ќе си даде неотповиклива оставка. Особено еден таков катастрофален скандал е оној кој што излезе сега, кој што го обелоденивме. Односно, скандалот со издавање на фингирани или лажни документи. Од самиот овој скандал се наметнуваат огромни прашања до кој степен е навлезена наркомафијата и до кој степен наркомафијата од целиот регион соработува со владата во Република Македонија. Како е возможно да имате издадено документи, патни исправи на лица кои што се барани, лица кои што се поврзани со наркомафија и лица кои што важат за наркобосови. Да биде уште пострашно она што го зборуваме е тоа што свиркачи ги доставиле овие документи и јавноста може да види дека практично на слики од наркобосови се издавани документи, лични карти и пасоши од други лица кои што истите не ги користат, кои што не ги барале, односно лица кои што нема да и направат евентуален проблем на оние кои што го фалсификувале. За жал, документите кои што се издадени според оние податоци кои што располагаме ние воопшто не се фалсификувани, туку се издадени од Министерството за внатрешни работи. Еден ваков скандал е доволен да падне целата влада. Кај нас гледате тоа поминува и без соопштение. Не знам, токму поради овие работи ние се наоѓаме на дното на Европа, токму поради овие работи се наоѓаме и на 111-тото место според Transparency International и се наоѓаме во она што се нарекува хибриден режим, затоа што кога соработувате со наркомафијата на ниво на кој што тоа го прави, за жал ве гледаме нашата влада,
и ќе бидете карактеризирани како хибриден режим и секој ден ќе бидеме подалеку од Европа. Но заплениот 30 тони путер. Да, тоа гледате кај нас И излезе. не е дека- просветли министерот од излезе Дубај. дека е главна вест, а за заплените на тутун, кои што има далеку поштетни последици и за економијата, далеку поштетни последици и за земјоделците кои што видовме дека имаат проблеми со откупот на тутун и откупуваат со катастрофални ниски цени. Видовме колкави импликации на буџетот има со самото тоа што не е платена акциза. Гледаме едно целосно молчење, заташкување од институциите. Сметам дека секој ден се поевидентна е поврзаноста на мафијата со владата и со структурите во нашата влада. За жал, имаме целосно заробено и судство, целосно заробени институции и ние ќе треба да чекаме да се најверојатно да се промени власта за да видиме светлина врз овие случаи, а ви уверувам дека ќе дојде време кога ќе одговараат за сето она што е направено. За жал, како што реков, имаме последици човечки животи кои што никој не може да ги врати назад и за жал имаме последици по економијата, буквално пропаѓаат луѓе, пропаѓаат бизниси, пропаѓаат нечии кариери. За жал, секој ден сме подалеку од Европа, додека еве како што гледаме на оние кои што се највисоко инволвирани во власта, сепак им врви бизнисот и успеваат некако да се заштитат и од очите на јавноста, меѓутоа и од очите на правосудните органи, така да кај нас за Социјалдемократскиот сојуз и за нивните мафијашки врски навистина правдата е слепа. Која е цената што ја плаќа Македонија на меѓународен план? Ако земеме во предвид сите овие скандали и фери кои што се нотирани во извештаи на реномирани меѓународни институции, ако земеме предвид она што го констатира Европската комисија со европското знаменце за наводна злоупотреба во македонското собрание, ако земеме во предвид, ете одбележавме една година сме во НАТО, ние немаме се уште представник наш во НАТО во Брисел, имаме десетина луѓе кои што беа одбиени за безбедносни сертификати поради контакти со сомнителни странски служби. Македонија многу долг период нема амбасадор во најмоќната држава во светот, Соединетите Американски држави, немаме амбасадор во Обединетите нации, немаме амбасадор во Москва, немаме во Пекинг, немаме во Белград, немаме во Софија, во ниедна клучна држава што е за Македонија, вклучително и соседите и најмоќните држави во свет, вклучително и НАТО. Сменивме име за да бидеме во НАТО, се уште немаме испратено наш представник во НАТО. Јас тоа го кажав во неколку наврати, еве и сега. Ќе ги потсетам сите еве слушатели, оние кои што се сеќаваат како течеше процесот на приватизација во 90-тите години, кога предпријатијата кои што беа во општествена сопственост се трансформира и требаше да станат или државни или приватни, па тоа беше наречено како процес на приватизација. Прво што се случуваше? Прво се случуваше јавноста да биде целосно неинформирана за тоа како ќе течат процесите на приватизација. Истите предпријатија успеа да се нивната вредност да се девалвира, да се спушти, и при тоа успеа истите да завршат во рацете на олигарсите во Македонија. Она што го видовме во 90-тите со предпријатијата во општествена сопственост и трансформацијата на таа општествена сопственост, сега во 21. век, за жал, во последните неколку години со Зоран Заев на власт го гледаме на меѓународен план. Зоран Заев успеа да изврши целосна приватизација на меѓународните односи на Република Македонија. Токму онака како што беа, да кажеме, отуѓени тие општествени предпријатија, успеа нешто што било градено со генерации, со декади, успеа прво да го обезвреднат, да ја спуштат неговата вредност, да го задолжат, за на крајот да го разграбаат. Истото тоа и се случува сега на Македонија на меѓународен план. Токму ако направите анализа ќе видите од сето ова што го кажавте. Прво, надворешната политика ни ја водат луѓе кои што не се овластени и го немаат тој мандат, немаат мандат за она што го преземаат. Еве навратете се уште со самиот договор со Преспа, кој што беше потпишан од министерот за надворешни работи, а треба да биде таков договор, треба да биде потпишан од
председателот. Ако ги погледнеме сега односите со Бугарија, во кој што ние имаме преговарач кој што воопшто нема таков мандат добиен од никого да преговара за работи за кои што преговара. Да не споменувам дека немаме амбасадори, немаме соодветни лица кои што ќе добијат безбедносен сертификат и мене не може никој да ме убеди дека ние немаме чисти луѓе кои што ќе можат да добијат таков НАТО сертификат. Односно тече еден процес на приватизација, односно целосен монополски однос на Зоран Заев и СДСМ врз надворешната политика на Република Македонија на штета на сите нас. И таа штета, уште еднаш ќе кажам, е непоправлива. Таа штета е непоправлива и нема назад, поради тоа ќе мора што побрзо да се создадат услови за предвремени избори и Зоран Заев мора да се оди затоа што токму како штетата од раскрчмувањето на капиталот во 90-тите никош подоцна не можеше да биде надоместена. Иако имаше приказни дека ќе има ревизија, дека ќе се случи ова или она, тоа беше непоправлива штета која што штета ја во тој момент ја осетија стечајците и луѓето чии што предпријатија се распаѓа. Штетата која што сега ни се случува, благодарејќи на таа приватизирана меѓународна политика на Зоран Заев, за жал е штета што ќе ја осети секој еден од нас, без разлика дали сте новинар, доктор, наставник, нема човек и ќе нема генерација која што нема да биде погодена од оваа целосна приватизација на надворешните односи на Македонија со една единствена цел, а тоа гледате дека се случува Зоран Заев и СДСМ да создадат гето во кое што тие ќе владеат со помош на страф и гледате дека секој ден сме се повеќе гетоизирани. Погледнете со вакцините. Европската комисија најавува вакцинални пасоши. Без разлика дали сме ние за, дали сме против. Гледам, рековме, за да работите на брод, ќе ви бараат вакцинален пасош. За да работите во одредена компанија и да имате контакти, сега не зборам за работење онлайн. Меѓутоа, ако планирате да работите, ќе ви бараат вакцинален пасош. Како ќе го добиете? Со ова темпо со кој ги набавуваме вакцините, стопанството и овие категории кои што ги споменавме сега, млади од 20 до 45, а најверојатно ќе треба да чекаат 2 до 3 години за да се вакцинираат, ако тоа не го сторат во Србија. Голема благодарност до нив. Таму видовме дека некои граѓани имаа среќа да се вакцинираат. Останатите остануваме на милост и немилост во гетото на Зоран Заев, за жал и Венко Филипче. Господин Левков, говориме веќе половина час, за крај уште едно прашање, како сублимат, за половина час разглобивме што разглобивме, останаа голем дел скандали и афери не споменати. Меѓутоа, како сублимат на целото ова, денеска беше лиферувана анкета, у која што ВМРО ДПМН има голема предност пред Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО има поддршка од 15%, СДСМ има 10,9%. Таа поддршка ќе станува се поголема. Воопшто нема простор за чудење, затоа што и луѓето, и јавноста, и сите, без разлика кој во која сфера да работи, ќе дојде до оној заклучок до кој што доаѓаме, а тоа е дека Заев буквално не знае каде ја води државата. Меѓутоа, останува она кое што веќе еднаш го споменав, ние мораме да создадеме услови за што побрзи предвремени избори. Затоа што штетата која што ја прави Заев, ова не го зборувам како политичар, ова не го зборувам ајде сега да има потреба се смени власта и така натаму, тоа да, останува. Меѓутоа, објективно ако се обидете да ги погледнете работите, штетата која што ја прави Заев и владата на Заев не може да биде поправена. Односно, буквално потребно е што побрзо да се случат такви предвремени избори и Зоран Заев да си замине од власт. Тоа е единствениот начин да се спасиме и од кризата, да се спасиме и од катастрофалните резултати на економијата, да се спасиме и од она што го споменавте, а тоа е целосното тонење на Македонија на меѓународен план. Очекувате ли предвремени парламентарни заедно со локалните втората половина на октомври? Искрено се надевам дека тоа ќе се случи, затоа што, како што реков, навистина се потребни. А резултатите од локалните? Од какви резултати очекувате? Искрено очекувам дека според мене, сметам дека ако има голема излезеност, со сигурност ќе се случи промена на локалната власт скоро во сите општини.
она што мене лично ме загрижува, доколку успее Зоран Заев да го задржи темпото на параноја и страв кај населението, доколку успее да создаде, не знам нели како ќе се одвиваат, како ќе се одвива ситуацијата, доколку успее да ја повтори сликата во која што граѓаните навистина беа загрижени за своето здравје и не излегоа, се водеше една шизофрена политика каде што на телевизија ги плашеа да да држат растојание, во штабовите беа охрабрувани, доколку се случи ситуација да немаме голема излезеност, социјалдемократите покажаа дека во успоставија еден систем на, да кажеме, дисциплинирано партиско членство, кои што се мотивирани со работни места, мотивирани се со многу различни услуги кои што одат и на локално ниво и имат каде и да имат потреба во администрацијата. Меѓутоа, таа бројка е, како да ви кажам, доколку станува збор за мала излезност. Со секој процент над 60% излезност, Социјалдемократскиот сојуз нема да може да ги употребе тие своите класични методи на вршење на предизборен подкуп. Сметам дека ова сега што се договоривме со фингерпринтот е навистина охрабрувачко, затоа што сметам дека тоа е еден од начините да се сопре на гласање кој што го видовме во просек од 1,8 секунди или од неколку секунди гласање, и сметам доколку се охрабрат граѓаните да излезат, ќе имаме целосна промена на локалната власт и ќе имаме целосна промена на мапата на локални власти на Република Македонија. Се надевам дека тоа ќе биде и ќе се преслика таа промена и во македонскиот парламент. Во ред, те благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата, поздрав до сите слушатели и гледачи и се гледам. Во ред, тоа беше најновото издание на емисијата Филибастер секој понеделник и среда 20 часот на Лидер FM. Пријатна вечер.